А сега ќе го напуштиме малку нашето студио. Ме река колегите дека надвор било многу убаво, така разбрав дека било. Ивана имаме ова утро на линк, ќе разговара со Надица Петрова, актерката, и заедно двете ќе го најават фестивалот кој сега веќе традиционално по 11-ти пат се одржува во град држава Аеродром. Ивана, добро утро! Добро утро, Искра, до тебе и до сите гледачи на Добро утро секое утро. Мислам дека сите оние кои што не се од Аеродром може и малку да ти замерат за ова град држава Аеродром, но секако да на општината Аеродром поддржуваат културни проекти, па така и оваа година, 11-та година поред, го поддржуваат фестивалот на комедија кој што го носи името на Гола месечина. Официјалното отворање беше вчера вечер, но за сите љубители на комедијата и сите оние кои што сакат да проследат некоја од представите кои што се на репертоарот, секако ќе можат бесплатно да бидат дел и оваа вечер, но и секоја вечер до сабота до 14 септември. Со актерката Надица Дојковска ова утро ќе разговараме за тоа што носи 11-тото издание на фестивалот на комедија Гола месечина. Надица, ќе ви посакам добро и убаво утро. Се надевам дека се одморивте од вчерашната вечер. Како помина официјалното отворање на фестивалот Гола месечина? Добро утро и на вас и на сите гледачи. Па пред се, публиката имаше можност да ужива во навистина прекрасната атмосфера. На наше изненадување публиката дојде во огромен број. И како што знаете, оваа година програмата ни се состои од стендап настапи, како и дополнително импров групата настапуваше сношти. Исто имаме кабаре кабает. Сношната изведба, сношната настап, сношниот настап помина безпрекорно покрај Никола Тодоровски, кој што веќе е познат на македонската јавност. Покрај неговиот настап, публиката имаше можност да ужива и во настапот на еден нов, млад, надежен стендап комичар во подем, Антонио Ташковски, и вечерта ја заврши групата настап, импров групата, каде што пак публиката има можност преку импровизации, преку друг тип на хумор да дојде до суштината, нели? Да, Гола месечина фестивалот продолжува и вечерва и се до сабота до 14 септември, што се ќе има можност во наредниве денови да види публиката на овој фестивал. Па, како што кажав, пред се да дојде и да се забавува. Атмосферата е навистина прекрасна. Имаме и спонзори кои што се грижат за удобноста на секој од нас. Јас се ставам во улога на публика. Имаат можност да проследат млади артисти кои што тек почнуваат со нивните кариери, како и докажани имиња кои што веќе се познати на публиката. Тука ги имаме Бојан Кирковски, Никола Тодоровски, нели сношти, имаме кабаре кабает, тоа се нови дечки од Куманово кои што почнуваат со исто така интересен проект. Ги имаме Мишо Бабики од Србија и многу други артисти. Да, театар комедија секоја година традиционално на овој начин или ја најавува новата театарска сезона, 11-та година поред. Што представува ова како за вас како театар, како институција, токму овој фестивал Гола месечина кој што еве оваа година се одржува во паркот Авионче во општината Аеродром? Па пред се не е лесно да се одржи еден фестивал кој што влегува во втора декада, и многу сме благодарни, особено затоа што овој фестивал некако си најде свој дом, бидејќи многу е добро кога некој ве поддржува во нешто. И покрај сите предизвици со кои што се соочи фестивалот, особено оваа година, бидејќи како што знаете, секоја година фестивалот се одржува во јуни, и оваа година, нели, со сите турбулентни настани околу избори, сепак одлучивме да фестивалот се одржи и да се одржи по сите
со сите да, со сите непријатни, нели, првиот ден беше одложен затоа што времето беше не ни беше во прилог, но сношти беше навистина добро и денес истоветува времето, така да ги подканувам не само граѓаните на општина Аеродром, туку еве кој што има можност од Скопје и од цела Македонија да ни се придружат, навистина вечерите се многу забавни. Дананица, што носи еве новата сезона во театар комедија? Што ќе понуди еве на 17 нели официјално започнува со работа театарот? Што ќе има можност публиката да види во оваа нова театарска сезона? Па како што знаете, од минатата, мислам, имаме веќе представи култни на репертоар кои што се играат редовно. Например, ние започнуваме официјално го започнуваме репертоарот со представата Ало Ало. Потоа имаме Пар распар на репертоар, Жени во собран. Имаме култни комедии кои што за жал за среќа наша многу брзо се распродаваат, но се надевам дека секој што сака ќе дојде на таков или ваков начин до до билети и многу ми е мило што ние како театар сме тука за да ја насмееме публиката, и тоа е суштината на нашиот фестивал, нели, да ја изнесеме публиката од театар, секој што нема можност да дојде во театар заради било што, нели обично не може да дојде до карти, да го изнесеме хуморот и надвор од театар. Но еве до сите повелете во нашиот театар и да продолжете да се смеете. Исто така покрај редовниот репертоар имаме две нови продукции до декември кои што треба да се случат. Започнавме веќе со подготовки на представата Тарзан. Му се дава шанса на млад режисер, колега Александар Јовановски да режира. Текстот е од еден словенски автор, современик, Рок Вилчник, и после тоа продолжуваме со понатамошните проекти. Нарица, ви благодарам на твојното време и посакувам уште една успешна театарска сезона. Ви благодарам и поздрав до гледачите на Алфа телевизија. Така ви можете и вечерва да видите дел од фестивалот на комедија Гола месечина, да се посмеете, затоа што смеењето е нели пола здравје, така што бидете секогаш со позитивна енергија, со убава насмевка на лицето и секако бидете дел и од овој фестивал кој што се одржува се до 14 септември до сабота. Билетите се бесплатни, така што секој кој што сака да проследи добра театарска представа, добар стендап, да се изнасмее од срце и од душа, бидете дел и посетете го фестивалот кој што се одржува во паркот Авионче во општината Аеродром. Или што би рекла јас, град држава Аеродром, лутеле, не лутеле тоа. Да, или во превод отворена покана за сите.